Почитувани гледачи, добро вечер со ново издание на 24 анализа. Вечерва емисијата ја посветуваме на македонското иселеништво. Има нова иницијатива за национална стратегија за соработка и за контактирање со нашинците во светот. Темата ја разработуваме со Горан Ангелов, директор на Агенцијата за иселеништво. Добро вечер, Ангелов, и благодарам што сте дел од ова издание на емисијата. И со Гордан Јорданов, директор на Обединетата македонска диаспора за Европа и за Македонија. Добро вечер и вам, Јорданов, и благодарам што прифативте поканата. Добро вечер и благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Така. Повод е новата иницијација за национална стратегија за соработка со диаспората. Не дека и порано немало, барем со вашиот претходник во Агенцијата за иселеништво при едно гостување исто во телевизија 24 кажа дека имало стратегија, меѓутоа дека од таа стратегија практично ниту едно нешто, нити една страница не била исполнета. Ангелов, зошто диаспората и сите ни овде да веруваме дека сега на посигурни основи ќе биде овој нов документ поставен? Па мора да веруваме, ако ја сакаме Македонија, ако сакаме Македонија да успее во својот пат на самостојност, во својот пат на просперитет, нашата македонска диаспора и текако е моќна диаспора. Не станува збор за оние гурбеджи кои биле на крајот на 19 почетокот на 20 век. Ние имаме сега толку моќна диаспора која во некакви европски, амерички, австралиски рамки на богатство веќе излегуваат и на Forbes листата, но не станува збор за екстерно богатите, станува збор и за онаа генерација која напушти Македонија изминативе 15 на година. Тие се претежно луѓе кои се високо квалификувани, дали се академски граѓани, дали се стручни лица кои работат во својот сектор, и како можат да и помогнат на македонската економија, на македонското општество, на македонското образование, да не го заборавиме. И јас сум убеден, бидејќи ги знам политичките констелации на ова влада, бидејќи јас сум дел од оваа политичка гарнитура, сум убеден во она што го зборува и премиерот, но и председателката, да не ја заборавиме, тие нема во некој говор да не зборуваат за диаспората, за иселениците, ама не само зборуваат, тоа го мислат искрено. За жал, она стратегија која беше во изминатиот период со некакви индикатори кои се мере, таа е негде околу 7 до 8% реализиране. Значи станува збор за едноцифрена бројка на реализација, значи немало вистинска политичка моќ и затоа и таа не била реализирана. Политичката моќ носи и финансиски импликации, да не заборавиме. Значи, ако сакаме една национална стратегија за диаспора, која сега еве во финална фаза, беше презентирана, се сеќавате пред едно... Во драфт верзија, така. Да, во драфт верзија, да. И на вистина можам да кажам дека беше работена не од многу експерти, беше работена и изработена под водство на МНР, заедно со нас агенцијата, невладениот сектор, но сите министерства, сите клучни органи со кои се соочува диаспората или нашите иселеници, која ќе дојдат во Македонија или со она што се соочуваат надвор од Македонија во решавањето на нивните права во дипломатско-конзуларните представништва, значи сите институции беа вклучени во овој процес на изработка нова стратегија и затоа јас сум убеден дека оваа стратегија, имплементацијата, сега да не лицитирам, да не кажувам колку ќе биде, но ќе биде повеќекратно од она што беше со минатата стратегија. Така. Јорданов, и вие бевте вклучени во изработката на овој документ, инаку носител, како што рековте и вие, Ангелов, Министерството за надворешни работи и одделот за иселеништво. Јас сум должна да кажам дека имавме покането уредно и представник од Министерството за надворешни работи и надворешна трговија, меѓутоа не се озваа позитивно на нашата покана. Не знаеме ни зошто, никако не наведоа ни причини, нити па ни одговорија. Јорданов, реков дека работевте, дали во оваа стратегија практично ги наведовте оние потреби за кои диаспората зборувала дека и недостасува во општењето со матицата земја, како да кажем? Така е. За нас беше огромна чест да повторно работиме на еден ваков стратешки документ за нашата држава, затоа што знаеме од колкаво значење можно е да биде една оваква стратегија за проследена со акцијскиот план од страна на владините институции и дефинитивно пробавме да сето она што сме увиделе дека во минатата стратегија не било возможно да се имплементира,
да го упростиме, да на некој начин ги изфилтрираме сите работи и ги доведеме на начин кој што се реалистични и можат да се имплементираат од страна на институциите, а со цел да дозволат да понудат солуции на проблемите со кои што се соочуваат нашите македонски иселеници. Бројот на македонските иселеници сме свесни дека секој ден расте и дека секојдневно ние добиваме некои си нови потреби или македонските иселеници се соочуваат со нови проблеми, оние кои што можеби не секогаш ни се нас познати. Па затоа морам да кажам благодарност до Министерството за надворешни работи, кое организираше една голема или отворена дебата за сите иселеници кои што живеат надвор од државата, па се дури и до Бразил, до Латинска Америка, до Нов Зеланд, до Австралија и така натаму, да на некој начин отворено и транспарентно ги соопштат нивните предизвици и проблеми со цел овој стратешки документ да ги опфати и сите тие предизвици кои што тие ги имаат. Морам да кажам дека сум презадоволен и благодарен на оваа влада што имаше иницијатива и желба да една ваква стратегија, еден ваков документ повторно се донесе на гласање на влада и ќе очекуваме истиот да добие до реализација и до имплементација, а тоа ќе се види со волјата на самите министри и дозволата за оние финансиски импликации кои што ги спомена и директорот, кои што се, да кажам, предизвик за самата држава. Сепак, диаспората, со цел да си ги реши своите проблеми, можеби ќе понуди и финансиска помош, доколку е побарана од самата држава, но се надевам дека државата ќе има финанси за сите овие импликации што ќе треба да се преземат со самиот документ, бидат реализирани од нејзината страна. Добро, се разбира дека без пари нема ништо. Не знам агенцијата сега како стои контото на агенцијата за иселеништво, бидејќи вашиот претходник кога кажа една бројка со колку му биле одвојувани средства, тоа е еднакво на ништо или на нешто многу малку за да може било кој, па дури најголемиот оптимист нешто да направи на тој план. Значи околу 200-300 илјади евра, од кои што не знам 30 илјади евра се за кирија, другото нешто за плати и што останува ништо за да може. Па состојбата се подобрува во агенцијата, не е таква како што беше, значи одиме во нагорна линија, индексот ќе оди нагоре. Се надевам дека буџетот 26 ќе биде многу подобро од оно што го наследи за 25 година. Ние во соработка со Министерството за надворешни работи ќе се обидеме следната година да имаме директна помош, и оваа година имаше директна помош на нашите друштва кои работат претежно на европскиот континент. Станува збор за бројки кои не би сакал сега да ги кажувам, додека не биде завршен буџетското финално усвојување во собранието на Република Македонија. Се надевам дека тие бројки ќе бидат соодветни, барем да задоволиме едно 50 македонски друштва на европскиот континент, пак ќе речем на европскиот континент, бидејќи нашите македонски друштва на америчкиот континент и на австралискиот континент се друштва кои се многу помоќни од европскиве друштва. Зошто е тоа така? Бидејќи тие постојат многу поодамно. Европската наша диаспора е релативно нова, првата диаспора знаеме од кога е, уште од време на СФРЈ, кога луѓето заминуваа преку бирото за вработување во Франција, во Германија, но најголемиот бран се случи по паѓањето на визниот режим. Тогаш сите млади, за жал, ја напуштија. Се радувам дека не само следната година, јас ќе ви кажам пред сите дека имавме средба со премиерот лично и навистина верувам дека следните 2 години ќе бидат години на македонската диаспора. Оно што го кажа Гордан, ние во предлог текстот на националната стратегија, која е навистина сериозен документ, изработен и самата сериозно зборува што речиси половина влада и председателката беа на презентација на овој документ, но беа вклучени и иселеници, повратници кои се дојдени во Република Македонија трајно да живеат во земјата, не само како туристи, и тие дадоа позитивна оценка. Кога ќе се усвои овој документ на влада, тој е фактички официјален документ по кој треба да работат сите институции, почнувајќи од влада, председател, па и финансиските импликации треба да ги следи Министерството за финансии, иако лично како што гледам вака, можеби финансиските импликации на почетокот нема да бидат толку големи. Овде имаме една точка каде што се
збори за формирање на еден фонд кој ќе им помогне на оние кои сакат да се вратат и да отпочнат со бизнес, да се помогне финансиски, како нешто го правевме и за странските инвеститори, или и за стран. Но имаме и проблеми со кои се соочуваат иселениците кога се враќаат. Тоа е системот на отварање на сметки. Тој кога се доаѓа, ако нема македонски, ако македонско државјанство, македонски пасош, многу тешко оди тој систем. Децата да се вклучат во системот на образование, системот на здравствено осигурување, на пензиско осигурување, затоа зборувам за оваа интердисциплинарна проблематика со која мора да се занимаваат сите институции. Значи, ние треба да ги отвориме нашите порти, нашите врати на институциите, да бидат отворени за диаспората, ако сакаме да ја вратиме диаспората и да им покажеме дека Македонија, ова која е сега, е спремна, не е како некогаш кога само декларативно зборевме за диаспора и селеници, но релативно речиси немавме никакви успеси. На почетокот на 90-тите беа силни тие врски, меѓутоа потоа некаде се појави некој геп. Јордановија, иако сте млад, но доволно долго време сте вклучени во овој процес. На што се должи таа, како да кажам, некоја несоработка меѓу овдешните институции со нашинците од светот, па дали на тоа влијае и партиската поделеност, нели, како во Македонија, така и надвор се поделени и по етничка основа, и по партиска, и по не знам уште каква не основа. Дали сметате дека и тоа, или па незаинтересираноста на државата ве за да направи некаков исчекор за поедноставување на тие релации, за поедноставен проток на информации, на давање и земање, што се вели, ги оддалечи некако, ја оддалечи диаспората. Знаете како, јас во оваа работа сум од 2022 година и за нас голем предизвик беше да го вратиме концептот на иселеници, на тој надворешен македонски свет, назад во речникот на чинителите на или носителите на функции на оваа држава. Морам да кажам дека за некои си 3 до 4 години работа гледаме дека сега веќе секое официјално лице, каде и да отиде надвор од државата, одвојува барем 1 час за да се сретне со нашите иселеници, што тоа мислам дека е многу добар потек од сите направен. Од председател до премиер, до сите министри кои ќе отидат на страна, го почитуваат тој некој си протокол и на некој начин одделуваат време за нашите иселеници, што тоа многу нас ни значи. Втората работа беше да се врати довербата кај нашите иселеници, затоа што во овие 30 на години многу пати били изманипулирани, излажани, едноставно не се сложуваат со политиките кои што се воделе во оваа држава, а тоа најмногу го видовме со промената на името и таа, да кажем, 2017 година. После 2018 година гледаме дека дефинитивно иселениците не сакаат да имаат никаков контакт со нашата држава. Затоа нас како предизвик ни беше да на некој начин повторно ги реиницираме сите оние активности, сите оние случувања, сите оние настани за поврзување на иселениците со својата татковина. Дали ќе бидат од иселенички средби до различни механизми, но за нас беше главно токму оваа поента да добиеме институционализирање на самите иселеници со самата држава, за тие да не ги изгубат никако своите врски. Дали да повторно да изведат свој пасош, оние кои го изгубиле, дали да се вратат назад, да се ресоциализираат, заради тоа што кога сте многу надвор, мислите дека знаете се што се случува внатре во државата, па доаѓаат тука некако романтично за целата работа, како се огледуваат дека не е така како што си замислили и така натаму. Наша работа на некој начин да го олесниме тој процес на ресоциализација и да не дозволиме колку што е можно тие да се оттргнат од својата татковина. Така и да ги изгубат тие врски, да речеме, да. Мислам дека моментално постои некаква еуфорија, се уште луѓето повторно се заинтересираат за самата држава на било која сфера, било на културна, едукативна, бизнис, академска, медицински или било какви работи, така да мислам дека сега е моментот да овој пат не смее да се изгуби довербата кај иселениците, затоа што мислам дека последен пат ќе можеме да ги вратиме или да ги било како анимираме во земјите во кои што живеат. Имаше некаде 2017-18 година некои обиди, некои иселенички друштва се формира на тлото на Европа, ама тие беа со краток некако здив, се формира, па се отформира, не знам дали заживее таа иницијатива тогаш што беше, не знам сега како се организирани во рамките на Европа, бидејќи за Европа сте
представник Јас на како што ги омлада? гледам, најмногу друштва кои што постојат на тлото на Европа моментално се културните друштва. Од културно-уметнички друштва до, мислам, она традиција, фолклор и така натаму, до негување на македонски јазик. Организирани се многу повеќе и религиски, да кажам, во различни групи и етнички. Нашата цел како Обединета македонска дијаспора е да на некој начин ги согледаме потенцијалите на сите оние кои што се родени на територијата на Македонија, значи не зборувам на Република Македонија, него на територијата на Македонија, затоа што гледаме дека потенцијалот е огромен и веќе тие генерации стареат, односно имаат нови генерации, на втора, трета, четврта генерација. Од историската Македонија се, еве да сме од појаснили територијата како Македонија, така, но овие, да кажам, кои што се иселиле од Југославија па натаму, сепак на европско ниво гледаме дека се културно повторно се организираат. Односно имаме нови друштва во Шпанија, се појавуваат нови алијанси во Италија, се организираат во Шведска, во Германија и насекаде низ Европа, но може и директорот да сподели повеќе информации за европското тло, мислам, од негова перспектива. Ете, како организација, нели, на нашинците во светот? Една од основните активности на агенцијата е токму водење на тој регистар на македонски друштва надвор од земјава и можам да ви кажам дека во целиот свет имаме преку 700 што активни, што полуактивни, значи не зборуваме оние друштва кои се замрени, станува збор за сериозна бројка. Ние тој регистар сега го освежуваме, значи правиме апдейт да видиме на вистина во каква состојба се и пак доаѓаме до таа бројка околу 700. Најголема концентрација на друштва дефинитивно. Со пат на исправени државјани, така. Не зборуваме за македонски друштва, да, кои се здружиле така. Оваа година јас како директор и моите соработници и ние посетивме на европскиот континент до сега 34 друштва кои се сериозно активни. Значи станува збор за културно-уметнички друштва кои во некои сегменти, па сега да не ги многу испофалам, ама тука се некаде како танец. Јас сега бев на концерт во Виена, луѓе 4 сата, вака седиме и не може да се мрднеме, ги гледаме луѓето. Значи имате млада генерација, деца, пионери, имате повозрастна јуниори генерација и сениори како мене или помлади, значи 3 категории во Виена, 3 категории во Линц. Ама не се тоа луѓе кои играат наваму натаму изгубени, играат сериозно. Таква е состојбата на европскиот континент, се буди македонската дијаспора. Се направи, нели, она што го кажа Гордан, она генерација која е повозрастна и од мене, веќе заминуваат во пензија, но доаѓаат младите генерации кои сватија дека мора да бидат обединети. Ние во мај присуствувавме, на 4 мај се сеќавам, бевме во Швајцарија, каде што присуствуваат 41 македонско друштво и формира Национален совет на македонските друштва во Швајцарија на федерално ниво. Значи сега имаме во Швајцарија 41 друштво кои потпишаа меморандум за разбирање. Зошто толку друштва, еве, дали ви кажа, зошто толку друштва? Не се толку по број македонци, ама формираат... Швајцарија имаме страшна, многу луѓе имаме. Проблемот со Швајцарија е најголем дел од луѓето кои се таму се со други пасоши. Да не преедуцирам со какви, значи имаме со други пасоши, најчесто двојни државјанства. Неофицијалната бројка која ми е соопштија Националниот совет на македонски друштва во Швајцарија, дека имаме преку 160.000 луѓе во Швајцарија. Сега може да замислите 160, плюс таа кантонално организирана Швајцарија. Во секој кантон да имате по 2-3 друштва, еве бројката 40. Имаат прекрасни културно-уметнички друштва. Во Швајцарија се изгради една прекрасна црква посветена на Светинаум Охридски, која е активна, значи купен е имотот, на изградена нова црква, сега се гради таква иста црква во Лозана. Имаме уште многу други активности, поготово културно-уметнички друштва, кои исто така се на многу високо ниво. Ги негуваат македонските традиции преку ората, преку песните, да не го заборавиме и македонскиот јазик. Апсолутно. Затоа колку е жива историјата, културата,
кај поновите генерации, кај помладите генерации македонци? Еве велите ги играат ората, нели втора, трета генерација што отишле. Културно-уметничките друштва, да не ги забораваме црковните општини, го спомна мојот колега и тоа, црковните општини се исто така многу двигател. Кога зборуваме, значи основна нишка која наврзува сите нас како македонци е јазикот. Ако не го знаеме јазикот, ниту можеме да пееме песни, ниту да играме ора, дека не може да ги разбереме. Суштината на се е македонскиот јазик и ние како агенција, заедно со Министерството за образование и нормално владата, изминатата година се обидуваме да го зголемиме бројот на наставници од следната година да биде поголем. Кога станува збор за диаспората, имаме неколку системи на изучување на македонскиот јазик. Првиот систем е тој што го финансира владата, што оди преку Министерството за образование, каде што одредена наставничка се испраќа во одредена земја, такви имаме во Германија, Швајцарија и Франција. Ако заборавам некој да ми извинат, имаме втор систем каде што матичната земја во која престојуваат нашите граѓани ги финансира наставничките. Тоа ни е Шведска, тоа ни е Србија, тоа ни е Хрватска. Имаме тоа е, значи, сега и во Германија. Во дел од покрините во Германија, еве сега во Кобленц отворија нови училишта, но еве ќе правиме кампања, се надевам дека ќе бидете дел од таа кампања и вие, да им укажеме на родителите најмалку 10 или 15 деца треба родителите да дадат изјава, петиција да кажат во училиштето нашите деца сакаат да го изучуваат македонскиот јазик. Третиот систем е оној црковниот, тој го имаме највише во САД. Да не ја забораваме Австралија, организирана во црковни заедници, ама во Австралија дел од сојузните држави ги плаќаат исто наставничките. Во Австралија ние имаме наши училишта, двојазични, македонски и англиски. Значи таму е отиден системот многу напред. Така да иднината на нашата диаспора, ако сакаме да го зачуваме македонскиот корен, таму имаме четврта генерација, не трета, зборуваме сега за четврта генерација кои се родени таму. И вие ако не го научите тоа дете да зборува македонски јазик, да свати од кај тој нема да се чувствува убаво, така? Но ја пак ќе кажам, еве апел, ова вечер ако не гледа некој надвор од Македонија, зборувајте го јазикот дома. Јазикот се учи дома. Ве молам, јас сум родител како вас, ако вие детето не му зборувате македонски дома, тоа на улица нема да научи македонски. Јас би сакал да се уклучам околу ова четврта, да кажам, стратегија, а тоа е зборувањето дома. Тоа е за мене правото богатство на македонскиот јазик. Затоа што кога ќе видам деца трета, четврта, пета генерација, кои што доаѓаат тука, или јас кога ги посетувам во Америка и така натаму, тие го зачувуваат акцентот, диелектот и нагласокот од како зборувале прадедовците, дедовците и така натаму. Многу е интересно кога дете иселеник кој што не е роден во Македонија, можеби прв пат доаѓа во Македонија, ќе седне во кафич во Скопје и ќе му каже на келнерот сполајти. Да, такво нешто ние на улиците сега моментално не гледаме. Но тоа е богатството на македонскиот јазик, разновидноста на дијалекти, зборови и така натаму кои што се зачувани од генерација на генерација. Јазикот е жива материја, трпи промени, трансформации и така натаму. Гледаме се почесто дека децата во Македонија употребуваат англиски зборови помеѓу себе и така натаму. Но морам да кажам дека пенетрација на странски зборови во но во меѓу иселениците се зборува оној архаички македонски јазик кој што, да кажеме, се уште зачуван со генерации. Но секако државата и ние како невладени организации меѓу диаспората што велите се уште тој архаичен јазик, некои изрази, некои и говорот практично е задржан. Точно така. Имавме предизвик со државата затоа што свативме колку е да кажам, колку се трошоците за да се испрати еден професор надвор од државата да предава, па ние како невладена организација дури на некој начин оформивме програма за онлайн часови по македонски јазик, каде што моментално се достапни да ги изучуваат сите временски зони македонски јазик и многу почесто гледаме, да кажам, не македонци, односно сопружници на македонци кои што едноставно се заинтересирани за македонскиот јазик и го
го изучуваат. Еве, Нешто вие што организирате исто и тие летни кампови, нели, за доаѓање на деца на нашинци од Америка овде на неколку дневен престој, да се дружат, нели, со нашата историја, култура, богата традиција имаме, се разбира и тоа. Но тоа не се јазични кампови. Не се Им јазични, помага на не се, некој начин да се меѓутоа вратат. Јазични кампови има има преку учат Агенцијата нешто за така. иселеништво. За жал, сепак за нас секогаш биле предизвик сместувачките капацитети. И фондот што го е достапен за покривање на трошоците на тие кампови. Сепак Македонија на некој начин кубури со сместувачки капацитети за деца и тоа е еден голем проблем за сите нас, затоа што децата не име местото во хотели, местото име во да кажам детски одморалиште, на време. И така да се додека Македонија не почне да инвестира во едни такви капацитети, ние ќе бидеме да кажам рестриктирани со бројка на колку деца можеме да донесеме во Македонија, затоа што хотелското сместување е прескапо. Мораме да бидеме реални со тоа. Ангелов, на каков одзив најдеве оваа новина за нова стратегија за комуникација и за македонската диаспора меѓу нашинците? На многу голем одзив, позитивен одзив, бидејќи една од ретките стратегии каде што се вклучија луѓето за кој е наменет. Значи се вклучи диаспората, ние имавме состанок во МНР, каде што речиси од сите континенти имавме онлайн вклучување, тоа траеше околу 3 часа и сите ги кажаа своите забелешки, но можеа и тоа да го направат и по писмен пат, што и се случи. И затоа оваа стратегија која сега е во предлог верзија е направена врз основа и на нивните барања. Што бараат, да не ги заборавиме. Имаше еден електронски прашалник кој го дистрибуираше и го достави Македонија 2025, да не ги заборавиме, Така да. каде што нашата македонска диаспора кажа со што се соочува, кои се оние пречки со кои се соочуваат и таму кај што живеат, но и во Македонија кога се враќаат, и тоа е составен дел од оваа стратегија. Така да јас сум убеден дека ова парче хартија, кој порано било само парче хартија, ќе биде претворено и во дело. Морам да се навратам на јазичните кампови. Агенцијата за иселеништво 18 ова година 26 ќе биде 18 пат како организираме јазичен камп. Тој јазичен камп трае најчесто 7 до 8 дена, но тој јазичен камп продолжува со уште еден камп спортски и пак јазичен камп. И во јазичниот камп по македонски јазик нормално имаме што барем некаков континуитет. Да, имаме одржал, континуитет, да. Оваа сепак, година значи во 18 пат, ние оваа година размислуваме малку да ги освежиме работите, да воведеме еден музичко-етнолошки камп, кај што децата од диаспората ќе учат што се македонски музички инструменти, да проба кавал, да проба некој друг инструмент жичен, но и да види како се прави зелник, како се прави сирење. Ево ова го најавувам, више го најавив на нашиот камп, веројатно ќе го реализираме. Едноставно Македонија да ја приближиме кон децата по пат на она што е многу поедноставно, да не биде тоа класична учителка, наставник, дете и сега. Значи ние и во овие кампови имаме многу спортски активности. Ги посетуваме сите наши туристички атракции кои се во близината, најчесто го држуваме во Критскиот регион, на што го каже Гордан, за жал ние ги уништивме нашиве детски одмаралишта. Ова година планираме да кажеме сите наши дечиња да ја видат Хераклеа, да го видат Крушево, да го видат Бигорски, да го посетат Вевчени, да не збориме Свети Наум и Самуилова црква. Добро, Источна Македонија, што да се види на тоа етнолошкиот камп планираме да биде во Источна Македонија, каде што малку да ги размрдаме работите да не бидат. Ние сакавме и еден извиднички камп да направиме, да бидам искрен, но ќе видиме каков ќе биде буџетот, кога успееме, тој па сакаме да го организираме на некоја од нашите прекрасни планини, каде што скаутските организации, извидничките организации во Западна Европа и во Америка и сите како силни. Ќе имаме одзив. Ова година се надевам дека ќе видиме почестени со високи представници од нашата влада и од претседателката на крајот од кампот да бидат
едноставно прием да организираме за тие дечиња, како што прават некои од соседните држави, нели имаше и забелешка од нашата диаспора. Во секој случај станува збор, ние минатата година имавме од зборувам бидејќи нели сме при крај на оваа година имавме од 14 земји. Сега рачунете, значи од 14 земји ширум светот имавме околу 90 дечиња. На крајот, кога се одеа дечињата, мене ми кажуваа постариве колеги, ќе плачат таму. Викам, зошто ќе плачат? Сите дечиња плачеа на крај. Не сака да се разделат. Толку им бе и вика до година 10 дена да трае кампот. Не 7 дена, нели 7 плюс 7 правиме, ама тоа се во принцип различни дечиња. Не сакаме да ги дупираме истите дечиња, значи првата гарнитура што е. Тоа се деца на возраст како од 12 до 16. Да, од 12 до 16 станува збор за значи едни кампови кои навистина носат резултати. Тие наши дечиња кои ќе го завршат тој камп, тие доаѓаат и подготвени, не се неподготвени, но тие веќе Македонија им влегува длабоко во срцето. Не може да ја заборават Македонија. Тоа ви се идните амбасадори кои шират македонштината низ светот без пари. Ја шират македонската култура, македонскиот јазик. Треба да инвестираме. Мислам дека е малку. Ние нешто разговаравме и со вас и со Македонија 2025, дури и со Комисијата за односи со верски заедници, тие прават еден верски камп, едноставно да ги синергија да направиме на сите средства и да направиме оно што го кажува и Гордан, можеби треба да најдеме некој соодветен простор каде што дечињата на еден детски начин, не во хотел, за жал сега во хотелите, ги сместуваме и ние, имаме буџет за тоа, успеваме некако да ги покриеме, но наместо да сместиме 200 деца, ние успеаме да угостиме 100 деца, заради нормално финансиски средства. И обично, нели, во летниот период се прават тие, нели, кампови. И па крајот на јули го правиме, едниот е крајот на јули, другиот почине од едниот 27 до 1, другиот од 1 до 7 август. Тоа е така бидејќи нашата диаспора распусти таму. Да, распусти се, да. Мора да се прилагодиме према нивните можности, према нивните временски ограничувања. Одиме се со мала пауза за реклами, па продолжуваме, почитувани. Почитувани, продолжуваме 24 анализа, гостин Горан Ангелов и Гордан Јорданов со акцент нели на диаспората. Јорданов, вие рековте дека има и доста вака што организирате некои активности, прилично и креативни, се разбира се, со цел да анимирате што поголем број од диаспората и не само оние најмладите, туку и малку повозрастните 55 плюс, како што рековте. Имате и проекти на кои што работите се со цел да се, како да кажам, пак да се зацврстат тие врски меѓу Македонија, татковината со нашинците. Ја би потенцирал и помеѓу самите македонци надворот од државата. Да, тоа е полезно, да. Да, ќе напоменам да се навратам на таа Родум програма, или Birthright Macedоnia програма која што организираме, веќе 10-та година ќе биде и оваа година, пошто е јубилејна за нас година, оваа година наместо во Скопје ќе биде организирана во Охрид, така да сите заинтересирани можат да ги следат нашите веб страни и социјални мрежи, ќе има многу за многу краток период објава, но исто така и разгледуваме можноста да таа програма се прошири и за повозрастните или поискусните, јас ги нарекувам генерации, да се нарече така наречено Birthright Macedоnia Silver, затоа што повозрастните генерации не се врзани со летни распусти, така да можеме да ги анимираме во текот на целата година. Гледаме дека има огромна заинтересираност, а ние го гледаме како потенцијал да ги вратиме назад и да ги пензионираме на некој начин назад во државата, да им покажеме можности за инвестиции, да им покажеме културни знаменитости и така натаму, а исто така да им покажеме колку оваа клима е погодна за нив за самото пензионирање. Исто така би напоменал дека добивме поддршка од страна на Министерството за надворешни работи во форма на грант за заедничко формирање на една платформа која што ќе биде на некој начин копирана од LinkedIn и ќе представува професионална платформа за вмрежување на интелектуалците на секаде низ светот, каде што буквално македонците било каде и да живеат ќе можат да креираат свој профил, да прикачат свое CV или резуме што имаат. Што имаат македонско потекло, да речеме, достигнале далеко во своите сфери професионални. За било каде, битно ни е да разбереме што нашите македонци работат и битно ни е да им дадеме простор на компаниите кои што се основани или се во собственост на македонци, да на некој начин ставаат, постираат некои си огласи за работа, каде што македонците ќе можат да аплицираат нистите, но
оваа иницијатива примарно дојде од македонските компании, од најголемите македонски компании кои што моментално се соочуваат со недостиг на високо квалификована работна сила и на некој начин би сакале да повлечат квалификувани македонци од страна да се вратат и работат за нашите македонски компании. Како една интересна проект што работиме се уште и се надевам дека ќе испадне за многу брзо е така наречена македонска платформа за љубовно мрежување помеѓу самите македонци. Има такви апликации на секаде на светот, но оваа ќе биде само за македонци. Мислам дека имаат во Израел иста таква апликација, но веќе е во пилотна состојба, мислам може да се тестира и така натаму, ќе објавиме за многу брзо се надевам, и таа ќе биде за спојување помеѓу македонците на секаде низ. Така, може би некој сака нели партнер македонец или македонка и ова ќе биде така. Одлична шанса да место каде да се најдат едни со други. Ако тоа е добро, полезно е се во име на љубовта. Ангелов, еве околу организацијата на нашинците рековте дека планираат организација нели во совети, за какви совети станува збор? Кога станува збор за нашата диаспора, веќе и во самата национална стратегија, но и во неколку изјави, ако ја слушавте председателката, ќе се формираат неколку совети, значи тие ќе бидат заедно со владата, со председателот на државата и МНР и сите други институции, каде што истакнати македонци ќе бидат поканети да членуваат во овие совети. Ќе има неколку совети, едниот е она што веќе го заговараше и мојот соговорник за економија, за економска дипломатија, како ќе го наречеме, кај што успешни наши македонци ќе може да ги представат своите компании, но и да ни дадат знаење како да успееме со македонските компании надвор од Македонија. Научен совет, каде што успешни наши научници веќе се на многу високо ниво во нивните земји каде што престојуваат, истиот принцип како што е за бизнисот, така и со научниот совет. Ние имаме, ќе споменеме многу наши македонци кои се докторанти, кои што имаат и tekako прекрасни своји научни достигнувања. Ние ова година наградата Стојан Христов имавме една прекрасна госпоѓа Радка, која ни доаѓа од Радович, која живее на Флорида и која е доктор на науки и многу е успешна во креирање на одредени чипови кои го помагаат мозочните кели онамо кои се оштетени. Значи се одиме ние во далеко. Во многу повисоки. Оземпекот, нели, исто така ние имаме и нормално сега се уклучи Министерството за спорт и млади. Дури тие предлагаат нели спортски амбасадори надвор од земјава, наши успешни спортисти кои и tekako ги имаме надвор. Што очекувате? Очекувате ли добар интерес и голем интерес од нашинците таму? Па она што го зборувавме за вакво вмрежување, да речеме за ставање во функција на прокламирање на македонското, дека имаат македонско потекло и така. Она што го зборувавме пред малку беше нарушена многу доверба. Сега довербата полека се враќа. И таа доверба гледаме, знаеш како ќе подразмислат, па добро да размислам. Ама веќе процесот на размислување мислам дека е завршен. Увидува дека овие политики кои се креираат моментално во земјата, кон диаспората, но и внатре во земјата, носат нешто што носи некаква иднина. Имаме некаква светлина на крајот на тунелот и сум убеден, дури јас преку мене лично побарале барем едно 20 на наши и бизнисмени и научници да бидат дел од овие совети. Значи тоа зборува дека постои интерес. Ние поредно ги баравме, не можеш да ги најдеш. А сега кога се јавуваат тие самите се менуваат работите и јас и на почетокот кажав. Ние имаме околни земји околу нас каде што диаспората буквално е двигател на нивниот економски развој. Ние пробавме, нели, кога се осамостои Република Македонија 90-тите години, поготово со преку океанската диаспора Австралија и САД, така и САД. Ама некако не успеавме. Дали тогашната политичка клима, војната во Југославија да не ја заборавиме, ние имаме воена состојба во Југославија, како се распадна, па до 2000 траеше 10 години. 10 години траеше, сега никој не сака да си даде чисти пари, спечалени со пот во некое подрачје,
Капиталот бара сигурност подречен и кој не е безбедност, сигурен. Јас разбира. многу пати кажувам, луѓе, сите што дојдеме на политика треба да се купиме глобус, зашто па да најдеме Македонија, не пишува, значи ние треба да бидеме многу моќни, многу силни, да сме обединети ако сакаме да успееме. Македонската диаспора е составен дел на ова земја. Без македонската диаспора ние не можеме да одиме напред. Ниту како нација, ниту како економија. Тие ни се неопходни. Да не заборавам. Ние минатата година 2,5 милиарди, 2,5 милиарди евра имаме луѓе. 2,5 милиарди луѓе. Тие дознаки што директни, што индиректни. 2,5 милиарди евра милиарди се бројат, што не е мала ова и помош за домашната економија, Како се не? разбира. И за семејствата. Тоа го балансира, нели, она што не може да го заработат во Македонија. Нормално ако некој син или татко му испраќа на својот син или децата на мајката и на таткото, тоа се оние, да ги наречем, компензациони фондови што ни успеваат да ја задржат стабилноста во земјата, и економски, но и социјален елемент. Не може све и социјален. Ама ние мора да возвратиме на тие 2,5 милиарди евра. Значи мора да има интерес за инвестирање во Македонија. Кога сме разговарале на овие теми, иако морам да кажам дека малку подзаборавена тема за диаспората, тие велеле дека каде и да одиме, нас не гледаат само како нели да извадиме од джепот пари. Ако сакаш еден документ да извадиш дали од матично, нели некаков документ за државјанство или за било што, сите вика очекуваат дека треба како иселеник полци со бари треба да му дадеш некој динар. Како тој мајндсет ние да го промениме? Па се менуваат работите со дигитализацијата, дефинитивно. Многу оние услуги кои мораше да идеш на шалтер, да чукнеш и некого да го почастиш, тоа е, мислам, јавна тајна. Да. И кажуваат и самите иселеници. Еден обичен извод од матична книга на родени, или извод од матична книга на венчани. Значи, треба да чекаш со денови, да не збориме за пасош. Но работите овде се менуваат, гледаме дека преку Министерството за дигитализација многу веќе услуги ги имаме. Рековте интерресурска група сега кога беше, затоа велам дали тие институции ќе бидат мрежени, како да кажам, или така ќе има, да речеме, не знам, ајде офицер за врска, така да го наречеме, поинаку ќе се викаат што ќе биде задолжен само за тоа за да ги услужува нашинците околу потребните документи, нели што. Ќе има работно тело во состав на МНР во кој ќе бидат вклучени сите овие институции за кои зборуваме. МНР, Министерство за правда, Управата за водење на матични книги, на катастерот, да не го заборавиме. Значи буквално сите оние што имаме допирна точка, ама и ние како граѓани на оваа земја што имаме допирна точка. Сите ќе бидат вклучени во таа комисија и ќе кажеме луѓе имаме проблем на таа точка. Дај да решиме заеднички, таму ни се јавуваат проблемите. Ова година јас повеќе пати бев ке министрот Тошковски за граничниот премин Табановци. Се чекаше по 5-6 сати. Благодарејќи и на претходно што веќе е разговарано, имаме вистински one-stop кај што застануваме, тоа сте го сетиле сега сигурно кој ќе за Република Србија. Чекањето е намалено најмалку 3 пати помалку. Ако порано се чекало 4 сата, повише од 1 час не може да чекате. Значи имаме плод. Плодот, но тоа не е така со некаква брзина со која очекуваме да се случуваат работите. Се надевам дека следната 26 и 27 година после носењето на ова национална стратегија, бидејќи ова е владина стратегија. Ова мора да се почитува ако сакаме да изреализираме нели стратегијата и ако сакаме да привлечеме. Странските инвестиции не се врзани, нашите, зборам за диаспората, зборам бидејќи тие се странски инвестиции, мора и општините да бидат отворени. Значи ние сега има една тајна ќе ви објавам, ние планираме на нашиот вебсайт, на вебсајтот на агенцијата, но тоа веројатно ќе го врземе и со останатите, да отвориме еден посебен простор, можност за инвестиции. Се продава градежна парцела во Тетово, во Виница. Имаме понуда, не знам, со некоја фабрика ни треба 3 инженери, технолози. Значи, она што го кажа Гордан, исто сакаме да им понудиме на нашите во диаспората, но и да ги упатиме локалните самоуправи. Фактички ние сме мостот кој треба да ги поврзе заедно со МНР, како државни институции. Невладениот сектор е нормално, може да биде поблизок до крајните корисници од другава страна. Но ние мораме да помогнеме и на општините да сватат
дека мораме да им овозможиме предуслови на нашите иселеници кои доаѓаат и сакаат да инвестираат Така. и да ги голема атрактивност, зашто и да атрактивност, дојдат тука и да останат некој можеби. Амо и да им помогнеме во трајно решавањето се на нивните права околу добивање на градежни дозволи, околу добивање на сите други дозволи. Тоа им треба и на нашите од тука, и на нашите, што спор. сакаат. Амо нашиве се тука секој ден. Така, нашиве се тука секој ден. Ама да не биде нашиве се тука, па са нека се мачат или нека речаваат ребуси која ќе застанат пред ова, ако мала шала. Јорданов, колку говорат вашите информации, колку од нашинците сакаат да се вратат тука после пензионирањето таму каде што? Знаете како точна Цел бројка, работен век го поминале точна таму. бројка немаме, но затоа што некако бројот на побарувања се зголеми драстично, поготово во последнава година дена, за вадење на македонски пасоши, решавање на имотно-правни прашања и така натаму. Ние бевме на некој начин, моравме да одговориме најбрзо што можеме и направивме таков сервис за легални работи, каде што ги поврзуваме нашинците со адвокати во Македонија кои што го работат тоа имиграционо право и така натаму, за да можат да си ги решат своите проблеми што е можно побрзо. Но има веројатно втора, трета, четврта ешелон што не може нели до документи да дојде или ќе треба да се почне од нула и тоа трае со години. Другите генерации почнуваат некако да се интересираат за своите роднини, за своите имања, па бараат по архиви, државни архиви и така натаму. И заради тоа иницииравме и проект, бевме на состанок со директорот заедно во Државниот архив на Македонија, да на некој начин се започне таа дигитализација на архивот, затоа што гледаме дека оние македонци кои што за жал со тие времиња со војни и така натаму, Прва светска војна, да граѓа балкански војни и така натаму заминале, се запишани во оние црковни книги. Ние не сме имале тогаш државен архив и така натаму, а нашите ги бараат. Втора работа е една некој начин припадноста на самиот човек кој му се правата за да извади пасош. Дали ќе биде тоа некој си доказ од Југославија, од Република Македонија или по тоа што се чувствува како македонец и така натаму. И тука имаме некои си предизвици кои што пробуваме да најдеме начин да ги решиме. Кога сме кај инвестициите, гледаме огромен наплив сега за интерес на инвестиции, но се соочуваме со недоволна информираност на самите иселеници, на кои се нивните права, каде можат да инвестираат, кои се процедурите, вадење на банкарски сметки и така натаму, но сето тоа моравме да го модернизираме или дигитализираме, да го доближиме малку повеќе поблиску до нив, за да на некој начин да они разберат кои се можности, затоа што стварно има македонската дијаспора има огромни можности за инвестирање во Македонија. Дали е тоа враќање на повратна инвестиција до одреден процент, не знам, не плаќање на даноци и така натаму, нешто кое што верувам дека не толку често го имаат во државите во кои што живеат. Сепак морам да кажам дека еуфорија постои, интерес постои, но ние мораме да одговориме и токму е тоа, да кажам, вметнато во таа стратегија, да тие простори кои што моментално фалат се пополнат со институционален одговор, нешто за кое што ќе имаме дали офицери, дали директорати внатре во институциите, ќе мора да работат. А ние како невладин сектор ќе бидеме секогаш тука да на некој начин ги подпомогнеме институциите да тој простор се потполни најбрзо што може во формата во која што ја бараат самите иселеници. Но желба мораме да признаеме дека сегашна дека постои меѓу нашинците, така тоа е добро, мислам да постои желба, тоа сме свесни ние сите, да не изминативе години после поготово короната кога нели заврши, да ночните политики на западноевропските земји отидоа многу повисоко од она што беа претходно. Јас имам една поплака од наши луѓе кои работат во Канада, каде што даноците се дуплирани. Ако бил персоналниот 20, отишол на 35%, ако бил ДДВ-то не знам колку отишло нагоре. Едноставно, условите за работа веќе за наша среќа се затегнува. Така да ние имаме можности сега, на нашиот вебсайт имате во легислатива неколку водичи кои се достапни, баш пред некој ден на конференцијата објаснував на едни наши кои работат во Детройт, во автомобилската индустрија, да го симнат тој електронски водич и да видат со што може
да инвестираат и какви се даночните политики и царинските политики во земјата кои возможуваат не само за нашата диаспора, возможуваат нели и за сите странски инвестиции, но ние сакаме да ја привлечеме нашата диаспора. Тоа ни е како да ви кажам, една од главните цели што треба да се реализира во периодот кој престои е да ги привлечеме нашите. Со нашите многу подобро се разбираме, така? Да. Ако Мајк Зафировски или Крис Павловски, ама ги има такви многу, ние сега ги знаеме ни в како светли точки. Така, да. Како, ама има такви многу и во Европа имаме ние многу наши македонци кои се успешни. Зошто да не отворат бизнис во Македонија? Веле, колкав потенцијал лежи меѓу нашинците во светот за инвестирање овде кај нас? Многу. Не премногу нешто. Значи, стануваме збор за милиарди, ако сакаат да инвестираат, но ние треба да им дадеме сигурност. А сигурноста е да не забораваме, значи не е само кога зборуваме за диаспора, само ние оние што ќе ги предвидиме мерките во оваа стратегија. Да, тука се разбираме, нели, правосудството. И не можеме ни за економската призма само да правосудниот систем мора да функционира. Да. Мора да функционираат сите институции, управата за јавни приходи мора да функционира безпрекорно. Правосудниот систем треба безбедноста на нивните пари кои ќе ги вложат во Македонија треба да биде загарантирана. Тоа е првиот и основен услов некој да инвестира во вашата земја, тоест нашата земја, бидејќи таа е нивна земја и они тоа од патриотски причини ќе го направат. Но во секој случај ние треба да имаме некакви гаранции со кои ќе кажеме вашите пари што ќе ги инвестирате, ви се сигурни и нема да ви се случи некој утре инспектор без основ да ве казни. Тоа се случува. Или да бара мито за да заврши некоја работа. Без основ да ве, значи мора да имаме таа правна сигурност, треба да ја изградиме и која знаете која е најдобра реклама? Од уста на уста. Која ќе каже наш бизнисмен од Америка финансира во Македонија и муди бизнисот прекрасно, ќе му каже на некој од Канада и тој ќе инвестира. Ако му каже, бе, слушај, јас ги изгорев парите таму, ништо не бе од бизнисот, ми побара, затворив бизнис и тоа, знаете како, лошиот збор се шири 10 пати побрзо него добриот збор. Затоа треба да бидеме многу внимателни и затоа во ова стратегија се предвидуваат мерки и локалната самоуправа мора да се вклучи. Без ние не може да инвестирате каде секоја општина си има своји нели индустријски зони, парцели кои можат да мала индустрија, голема индустрија, средна индустрија, така да општините се неопходен фактор во оваа цела стратегија кои треба да бидат еден од основните. Поради криминалот и корупцијата Македонија е присутна толку децении. Колку сме ние популарни за инвестирање во диаспората кај нас? Баш поради тоа. Знаете како, еден чекор, например, пристапувањето да го прочитаат, нема што. Пристапувањето на државата кон СЕПА едноставно беше еден чекор да се зацврсти онаа релација помеѓу диаспората и самата држава. Сепак мораме да покажеме многу повеќе позитивни примери на инвестиција од негативни за да ја враќаме до вербата. Сега повторно доаѓаме до некоја си нереална бројка, затоа што секој си има свое некакво си искуство, како што гледаме многу често се случува во Македонија преку роднински врски да некако луѓето се разочараат од типот на јас ке ти завршам работа и така натаму, пријателски врски. Сепак мораме да пристапиме професионално кон барањата за една инвестиција и професионално да пристапиме кон она што државата го ветила дека ќе им го даде на самите инвеститори, што не секогаш е пример. Сепак морам да признаам дека самите институции мора да ја рекламираат малку повеќе самата држава и потенцијалите на самата држава, затоа што не само што македонци треба да инвестираат во оваа држава, него и нивни пријатели и други различни бизнисмени, да привлекуваме огромни компании, да кажам, фирми кои што ќе вработуваат доста македонци. Моментално мислам дека имате над околу 50 компании кои што се на диаспора луѓе, а се занимаваат со онаа камионџиска индустрија која што тука е како аутсорсинг
имаат диспечерски компании и така натаму, вработуваат огромен број на млади луѓе, работат во други временски зони. Ковидот за среќа или за жал ни дозволи Ни отвори тие простори за таква работа, така онлайн. И они IT индустрии и така натаму, можеби ние нема да видиме во краткорочен план инвестиција како што е, не знам, тешка индустрија, фабрики и така натаму, но гледаме дека се повеќе ја гледаат можноста за агрокултура, лесна индустрија, затоа што територијата на Македонија е така поставена. Доколку си го решиме инфраструктурните прашања, антикорупцијските мерки, правосудството и така натаму, верувам дека тие бројки ќе се затврстат многу повеќе. Што со правото за гласање, еве пред 10 години отприлика околу 24.000 луѓе од диаспората се пријавуваат за да гласаат, сега на минатите парламентарни избори околу 2400, за 10 пати за 10 години намален интересот. Како да се врати тој интерес да се учествува во политичките процеси во државава? Бидејќи вие се долго во овие медиумски простори, се сеќавате, се чекаше, јас имам лично искуство, сум бил на такви места, во Берн, во нашата амбасада, имаше колона 2 километри. Да. Кои ќе чекаме луѓе 2 километри да гласа? Не разбирате? Да. Основниот проблем е во гласањето што мора да иде во најблиското дипломатско конзуларно представништво. Тој од Милано, бидејќи ние немаме во Милано, нашата диаспора во тој регион ги не има многу, треба да иде во Венеција. Треба да помине 400 километри наваму и 400... Нашето блиско и тамошното блиско не е истото. Многу е, многу е. И затоа се намали само тоа е услов. Значи тоа е причината, сега луѓето си имаат, поготово по последниве избори беа среда, така беше, како беше среда, мислам дека беа последните или вторник, не е битно, беше работен ден, како луѓето ќе гласат, не може да гласат. Значи постојат две опции. Едната опција е електронски, да се гласа со кодови, со шифри, која е возможно, ако вие плаќате на телефонот плаќање не знам по колку милиони може да платите, зашто да не гласате електронски, нормално. И второто е по пошта, што за мене е малку, сега Албанија гласаше по пат на пошта, има пријавено 240.000 гласачи, гласа околу 220.000. Исто Албанија има огромна диаспора, мислам. Гласа 220, но јас не можам да зборам за таа проблематика, тоа е политичко прашање кој треба да го решат политичките партии, но ние како агенција за иселеништво и сите сме сложни, ако нашата диаспора е активна економски, таа треба да биде активни политички. Значи треба да влие. Апсолутно, да учествува во процесите, апсолутно. Како тоа ќе биде реализирано во 21 век, кога системите за електронска комуникација се на највисоко ниво, мислам дека не треба да збориме за дипломатско-конзуларни представништва каде што луѓето ги малтретираме да одат да гласат. Тоа и ги одвраќаме да не гласат. Представници пратеници практично да имаме 3 изборни единици, мислам како имаше, диаспора да, Австралија, Америка, Европа. Би нагласил две работи. Првата работа е дека да бидеме реални, кога сме имале пратеници, представени од политичките партии, не секогаш си ја завршувале она што очекувале диаспората да ги репрезентираат на во парламентот. Повторно имавме некој вид на разочарување. А вториот аспект е, се сложувам со директорот, е тоа малтретирање на некој начин, за да се дојде до ДКП-то каде да се наоѓа. Ние имавме преговори со Државната изборна комисија да ги разбереме можностите кои што веќе постојат во Македонија. Ни беше кажано дека во Македонија веќе постои апликација која што треба да се дофинансира за да се стави во оптек или во слуга на диаспората, но повторно беше политичка воја и политичките партии не изразија желба за такво некое модернизирање или дигитализирање на тоа гласање и за жал диаспората не секогаш може да инвестира во одење до најблиското ДКП за да гласа. Да не зборуваме Австралија колкава е која тој предизвик, од Нов Зеланд да некој да гласа или па еве во Европа од Малта некој да земе да гласа, треба да Во Рим треба. Значи тоа е реална инвестиција да направи екскурзија него на својата фамилија за да го заврши тоа. И би напоменал дека јас, ова е мој личен став, дека диаспората која што се иселила од своето родно место не треба да има право да гласа на локални избори, затоа што тоа што го видовме со последните локални избори и со минатите и така натаму, што се гледа, не е убава сликата кога гледаш дека
илјадници луѓе Со се авиони, носени со со авиони камиони, со да автобуси, доаѓаат со да гласаат така, и истиот да. ден да се вратат дома, Назад, само да. за да се постигне некаков си вид на бројка на гласачи, која што не е реална затоа што не ги знаат проблемите на локалното население Така. и на своите роднини кои што моментално живеат. И исто така се гласа за луѓето за кои што биле причина за истите да се иселат од самите места. Така да, Треба само на резидентите ниво на да гласат, влада не и председателски резиденти. избори се слагам, но локални избори нема потреба да ги мачиме луѓето за на такви. Добро е, убаво што го кажавте овој став. Дојдовме некако до крајот на емисијата, не позборувавме за она поделеност меѓу иселениците, но тоа ќе го оставиме за некоја друга прилика и која ќе има представникот Пополека се пополека, но се мора да тоа да обединуваат. позборуваме така. Добро, тоа е добро да се слушне, се бидејќи обединуваат. знаеме низ времето дека беа многу поделени, но добро е да се слушне дека се работи и на тој план. Прво меѓу нив, па ако треба нели со помош од тука. Ангелов Јорданов, благодарам што бевте дел од ова издание на 24 анализа, што проговоривме Благодарам и на малку за вам. новата Благодариме стратегија. на Дали поканата. сметате дека треба да се остане на стратегија или и на закон? Тоа го спомна претседателката, еве спомна нели Албанија, примерот, го спомна со Црна Гора, дека постои Црна со Гора закон има или- закон, така, да, има закон за дијаспорот, имате министерство, Така. и Македонија некој пат имаше, Имаше, точно, да, обично господин министри Треневски, без, да. да. Не, и Треневски, На времето на да, почетоците 99-2002, но тоа е тема за Тоа која е веројатно продолжи. треба да ја продолжиме во некоја наредна емисија. Некоја наредна емисија. Благодарност уште еднаш и благодарност до нашите почитувани гледачи. Довидување.